Денес со вас ќе споделам една многу едноставна метода која што мене ми донесе неверојатни 38% раст во продажба. Но пред да ве натерам да ја користите и да ја имплементирате оваа метода, дозволи само да ти дадам еден пример кој што го применив кај еден клиент, па да видиш како сето тоа изгледа во пракса. Забелешката на овој клиент беше дека кога би можеле да успееме да донесеме поголема маса број на луѓе во текот на еден ден во неговиот продажен објект, дека логично продажбата би пораснала. Често велеше, луѓето не се трудат доволно, не се доволно едуцирани, кога јас сум тука оди повеќе. Што направивме кај овој клиент? Буквално во 3 чекори и да видиш како едноставно сето ова можеш да го примениш во твојот бизнис. Постои една изрека која што гласи: не можеш да подобриш нешто што не го мериш. Првиот предизвик кај овој клиент беше дека не мери колку луѓе во дневна база влегуваат во неговиот продажен објект. Колку се тоа во прва смена, колку се тоа во втора смена, колку е просечна продажба, кои артикли се најпродавани. Првата насока која што ма дадов на овој човек беше буквално да забележат и да евидентираат еден месец, да наблюдуваат и да евидентираат колку луѓе ќе ги посетат и колкав е бројот на затворена продажба, како би имале јасни бројки каде да се движиме, нели? Следно, кога ги имавме јасните бројки, и од таа аналитика можевме да извадиме кој продавач, кои производи посебно ги продал и секако кој колку учествувал во целокупниот месечен промет. Бидејќи имаше 7 продавачи, дојдовме до еден многу интересен заклучок, а тоа е дека секој еден продавач продава различни производи, нели, по различни групи, и нормално на крајот на денот остварува различен промет. Како би направиле изедначување, она што го направивме првично е, направивме состанок каде што го собравме целиот негов тим, за да им ги предочиме ни резултатите кои што ги имаат. Нормално, како и во секоја фирма, имавме различни заклучоци, но поентата не беше никого да обвинуваме, туку напротив, нели, за прв пат да видат колку е таа бројка и како сето тоа изгледа во пракса. Следно што направивме е, буквално, одвоивме еден ден и она што беше интересно, направивме работилница за да ги разменат нивните искуства. Бидејќи имавме еден кој што продава А производи повеќе, друг кој што има Б производи, еден е фокусиран кон мали производи со пониска цена, а поголема честина. Значи, логично е дека луѓето имаат афинитети кон одредени производи, кон одредени услуги, но она што беше интересно е што го развивме тимскиот дух и наместо ние да им попуваме и да му јаснуваме што треба да прават, како да се однесуваат, напротив ги потикнавме да разменуваат искуства помеѓу нив. Она што се случи доста интересно, што не охрабри сите нас, е уште во првиот месец следен имавме раст во продажбата од 17%. Кога веќе имавме јасни бројки, кога самиот тим виде дека може да се подрудат и повеќе и со едноставна размена само на искуства, она што направивме следен чекор е воведување на бонус програма, каде што поставивме јасни клучни бројки кои што треба да ги следат, односно, оние луѓе кои што повеќе продавале Б или С производи, како да ги насочиме да нивниот поголем бонус зависи од А производите и обратно кај останатите. На тој начин имавме јасни индикатори за секој еден, колку принесува, нели, за секоја продажба, и јасно знаевме на кого што треба да работи како би го унапредил продажбата. Но и она што е интересно е, за сите тие параметри врзавме бонус програма за сите 7 продавачи. А и како во секоја компанија, не ретко, односно не секогаш сите луѓе ја прифаќаат оваа промена, но она што е доста интересно е дека доволно ти е само еден човек да ја подржи оваа бонус програма, да го подржи овој концепт, бидејќи кога тој ќе ги сведочи тие резултати, останатото што следува е дека секогаш ги повлекува и останатите луѓе. И сега, што се случува често кога оваа метода ќе ми ја препорачам на луѓето и каде највеќе застануваат? Често пати знае сето ова што го зборувам од незнаење, од неискуство, од неправилен пристап или од брзање можеби, недоволен вовед, можеби недоволно објаснување на луѓето, знаат сето ова да го направат на брзање и да не вроди од прв пат со плод. Тоа значи дека ова функционира, се што ти го зборувам, бидејќи сум го применил буквално скоро во секоја компанија, каде што ова го нема имплементирано, но она што е важно да се сетиш е дека позади сите овие бројки стојат луѓе
и дека Excel табела, ако само ја евидентираш, ќе те однесе во шума, особено ако сакаш позади сето ова да го врзеш со бонус програма. Сети се дека луѓето се луѓе кои што бараат смисла и сите ние, и јас и ти, сме битија кои што бараме смисла, и доколку ја пронајдеме правата мотивација и имаме јасен чекор како да стигнеме до таа мотивација, овој пат финансиски мерлива, дека ние ќе дадеме и повеќе од себе за да ја оствариме таа цел. Тоа значи дека ќе треба да направиш добра подготовка, а тоа значи дека индивидуален разговор со секој еден од твоите вработени како би видел што е тоа што го мотивира. Но немој да правиш фоскули каде што луѓето зборуваат, нели, каде се гледаш во иднина, што би сакал, што не би сакал, туку едноставно разговарај како човек со човек, многу едноставно, што е тоа што би сакал да има подобар живот, можеби подобри искуства, можеби му треба нов автомобил, нов стан, можеби му треба реновирање, можеби му треба фонд за едукација на децата или не знам, секој еден човек различно се мотивира. Тука лежи таа мотивација. Како неговата потреба, неговата желба да ја врзеш со бонус програмата и да му помогнеш да ја оствари оваа негова цел. На тој начин и двајцата поентирате, сети се дека ниту еден вработен не работи за тебе, туку работи за себе преку твојата компанија. Не заборавај да се претплатиш доколку се уште не си претплатен на мојот YouTube канал, како не би пропуштил ниту едно видео, затоа што можеби една реченица, едно видео, една имплементација да ти зголеми 38% како во овој случај, а се што треба да направиш е само да се претплатиш и да го имплементираш ова што го зборувам. И сети се, доколку сето ова прв пат не ти успева, тоа не значи дека не функционира, само значи можеби си избрзал или во некој чекор сите овие ќе треба да направиш некоја блага промена. Значи, пред крај само да те потсетам уште едно што е важно, како резиме на сето ова што го зборувавме до сега, а тоа е дека не можеш да подобриш нешто што не го мериш, па првиот чекор е измери колку луѓе го посетуваат твојот објект или ако имаш онлайн продажба, измери колку луѓе ти дошле на твојата страница. Следно што треба да направиш е да измериш колку имаш затворени продажби, колку ти е затворени продажби да ги поделиш по групи, да ги поделиш по секој еден продавач и да пронајдеш мотивација и решение како да го врзеш неговиота желба или потреба, нели, да го вржеш со бонус програмата и она што е најважно, можеби од сето ова што го зборував, е да потикнеш тимски дух и да разменат помеѓу себе искуства како еден продава со леснотија едни производи, други производи и она што е најинтересно е дека луѓето ќе се потикнат и даваат многу повеќе од себе кога се потикнати и поддржани дека се луѓе.